Со свети богослужби во црковните храмови во државата, со потсетување на делото на првиот словенски епископ и творецот на Охридската книжевна школа, денеска одбележан празникот посветен на Свети Климент Охридски и во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Во присуство на голем број верници и гости, меѓу кои амбасадорот на Украина во Република Македонија, Света архиерейска литургија ослужи митрополитот Полошко-Помановски господин Кирил во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерейско наместништво. Верниците денес се потсети и поклонија пред ликот и делото на Свети Климент Охридски, паличи воедно свеќи за мир, среќа, здравје и беричет на своите најблиски, роднини и пријатели. По ослужувањето на Светата архиерейска литургија, проследена со хорска придружба на женскиот младински хор Менада, беседа за Климентовото дело одржа владиката Кирил. Пред 11 векови, како редок го рослесен син од македонскиот благословен род и верен последовател на безсмртното епохално дело на нашите просветители и учители, рамноапостолите солунските браќа Кирил и Методи, чие име го носи и овој катедрален храм, ја отпочнал широката и интензивна религиозна и културно просветна дејност на благородното тло од родната македонска земја. Свети Климент е знаме и символ на нашите црковно-народни идеали, вдахновител, инспиратор на нашата силна вера и верба за се подобра иднина и за наш вековит обстој и како македонски народ, и како суверена македонска држава, и како Свето Климентовто кефална црква на од Бога благословеното тло од библиска христијанска Македонија. Како прв меѓу славјаните кој добил епископски чин, Свети Климент го писменувал сиромашното и запуштено население, подучувајќи го и за вера и за работа. Пред се Свети Климент, како прв и најверен продолжувач на делото на браќата Кирил и Методи, му се посветил на описменувањето и продолжувањето на словенската писменост. Климент Охридски бил најистакнатиот ученик на Кирил и Методи, кој досаден на своите учители го продолжил со успех нивното епохално дело. Тој е основоположник на словенската писменост и култура во Македонија, основач на првиот Словенски универзитет во Охрид, односно Охридската книжевна школа, која броила 3500 ученици, и тоа во време кога во ретко кој друг европски центар можел да се сретне училиште од таков ранг. Свети Климент живеел од половината на 9 век и првата четвртина од 10 век. Познато дека им бил најдаровитиот ученик и најблизок соработник на рамноапостолите солунските браќа Кирил и Методи, и дека ги придружувал овие горостасни свети, мажи и просветители за време на нивната мисионерска работа во Велика Моравија, Панонија и во други места. Тој ја усовршил првата словенска азбука, глаголицата, која ја создал Свети Кирил Солунски и од преголема љубов и милост кон својот учител го дал името Кирилица. Верниците со посебен пиетет и чествување на делото на Свети Климент Охридски дојдоа во голем број да го одбележат празникот. Јас сметам дека секој македонец знае дека овој светител, Свети Климент, е посебно наш македонски. Тој работел на пошироки полиња, ама работејќи меѓу народот во Охридските региони, работејќи да се помогне дури стандардот и се, го схвачам суштински така, интимно народен. Го почитувам заради многу ношто и убаво што е прогласен денов за празник. Треба поголема посета да има и веројатно ќе има тоа прв пат. Продолжува делото на Свети Кирил и Методи. И затоа е многу значаен овој празник и традиција е секогаш да доаѓаме во црквата, во Божиот храм, за да му одадеме почит на тоа дело. Свети Климент Охридски е голем македонски празник, се чествува неговото име на денешниот ден, многу сме горди. Тој е продолжител на делото на Кирил и Методи, ја усовршил глаголицата, еве и децата ги носам секоја година.
да се радуваат на овој ден и така, многу сме среќни. Меѓу големиот број верници и гости во Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово присутен е амбасадорот на Република Украина во Република Македонија. Најголема чест и задоволство да се наоѓам овдека моментално во Тетово во Свети храм поради преголем празник на македонскиот народ и бидејќи сум амбасадор на Украина во Република Македонија, морам да потенцирам дека ова празник не само на македонскиот народ, а на сето славенство, на сите православни луѓе. Ние го почитуваме Свети Климент исто вака како наш светец, кој и за нас е духовен татко, односно за источни славјани, украинци, руси, белоруси. Поради тоа и ние го одбележуваме овој празник и видите, Свети Климент како продолжувач на дело, велико дело на солунски браќа Кирил и Методи, кои што дадоа на нас клучно славенско кирилично писмо, уствари македонско писмо. Демек тоа уште еднаш подцртува колку сме блиски во духовен однос и дава за сите нас сили да се движиме напред, за да го чуваме своја вера, свој идентитет, јазик и култура. По завршувањето на Светата архиерейска литургија, женскиот младински хор Менада под диригентската палка на маестро Ивица Зорич и диригентката Љубица Бејаджиевска приреди концерт на духовни композиции.